Почитувани гледачи, наредниве минути од емисијава се резервирани за една културна манифестација, една традиционална поетска манифестација која секоја година се одржува во нашиот град и во нашава земја. Станува збор за манифестацијата 100.000 поети за промене, а главен виновник за оваа манифестација кај нас е Митко Гогов, мојот денешен гостин во емисијава. Митко, добар ден, добре дојде. Добар ден, Георги, благодарност до ТВ Канал ВИС што секогаш сте со нас и покриваме и информираме граѓаните на град Струмица за она што го работиме. Така, оваа манифестација секоја година ја покриваме и со слика и со збор. Овој пат сликата ја немаме, мислам, немаме снимка со камера, од проста причина што нашите сниматели оправдано беа отсутни, а беа отсутни, не е срамно да се каже, беа на свадба. Наш вработен, кој долги години беше дел од ТВ Каналот ВИС и кој подготвуваше интересни содржини, правеше свадба и рете да го удостоиме со нашето присуство. Заради тоа не бевме на 100.000 поети за промена, но затоа е тука Митко Гогов тоа да го долови со збор. Како беше, каде се одржа, кога беше? Да, како што рековме и претходно пред камерите да се вклучат, особено ми е драго што виновник што за прв пат во овие 9 години не успеавте да снимите дел од атмосферата на 9-тото издание на 100.000 поети за промена. За воља на вистината ние успеавме да направиме еден исклучително важен настан за град Струмица и за тоа најпрво би сакал да се заблагодарам на општина Струмица што секогаш е со нас уште од самиот почеток и за тоа што Струмица како град уште од самиот почеток на оваа глобална манифестација е исклучително важен центар во светот за оваа глобална манифестација. Инаку да, се работи за 100.000 поети за промена. Тоа е поетска манифестација која во саботата на 28 септември во Струмица се случи по 9 пат и како што нагласивме, Струмица беше домаќин на десетици поети од надвор, но исто така и на десетици поети од Македонија. Така, оно што ме интересира, каде се случи, вие знаете да ги менувате локациите, бевте едно време во дворот на забавиштето, каде беше годинава? Да, тоа е убаво што во принцип самата идеја на Сдруженијето за развој и заштита на култура контекстот Струмица е да експериментира со алтернативните простори во градот и традицијата на поети за промена е всушност тоа. Ние започнавме првите 2 години во амфитеатарот, потоа имавме една година во Центарот за култура Антон Панов во Струмица, потоа се префрливме во старото забавиште во над кинокултура во Струмица, потоа бевме една година во Кино Балкан се извинувам. Потоа бевме една година во Селект и оваа година за прв пат се обидовме да го искористиме она што е актуелно во градот, односно што е адаптабилно на глобалните текови, односно на она за што 100.000 поети за промена како концепт говори, односно за заштита на планетата Земја, за заштита и зачувување на оној биодиверзитет кој го имаме и од годинава во градот го имаме кафе Бабилон, кој е простор кој што ги има тие еколошки ѕидови што се нешто поразлично од другите естетики кои ги нуди угостителскиот живот во градот. Така да годинава бевме во клуб Вавилон и да, 100.000 поети за промена беше домаќин на гости од Словенија, од Грција, Бугарија и така натаму. Ајде малку за гостите. Кои се тие гости, кои дојде од Грција, Бугарија, Словенија, кои беа нашите, да спомнеме неколку имиња и во каква атмосфера помина целата манифестација? Годинава можеби како модел, како форма го имавме најголемото издание на 100.000 поети за промена досега. Ги имавме Сотириос Пастакас и Ефтимиос Лензас од Грција, ги имавме Иван Христов, Петар Чухов и Илијана Делева од Бугарија, ги имавме Петар Андреј и Мојца Андреј од Словенија, а од Македонија исто така имавме
го имавме, се извинувам, и Том Филипс од Велика Британија. Сигурно ќе заборавам затоа што ти велам, навистина беше импозантен бројот на учесниците. Овде беа Љупка Антеска, Вероника Костадинова, Марина Икономева Шокева, Милчо Мисоски. Од нашиот град морам да се заблагодарам официјално и на Маријета Дукик, која ги читаше, ги интерпретираше стиховите преведени на македонски од поетите гости од странство. Морам да се заблагодарам исто така и на извонредниот музички перформанс со кој настапија Брука Бенд како дел од официјалната програма, но исто така и на исклучителниот поетско-музички перформанс кој го направивме во програмата во кој настапија на кавал Иван Христов и на гитара Петар Чухов. Добро. Каква беше атмосферата, какво беше дружењето меѓу поетите? 100.000 поети за промена си бил идеалист од самата манифестација и знаеш дека има некоја тенденција само по себе да расте и од годините претходно до она што го имавме сега и јас самиот како организатор можем да потврдам дека Струмица е град кој освен што ги има, како што секогаш кажуваме, манифестациите за театар, за филм, за ликовна уметност, со гордост можем да кажем дека Струмица веќе ја има и манифестацијата која не само во Македонија, туку и на балканско, европско и на светско ниво ја мапира Струмица како град или центар или светилник на поезијата. Се читаше поезија, се дружеа луѓето, така 9 години веќе покажува дека можеме да бидеме домаќини и на една од најубавите гранки во културата и уметноста воопшто. Така. Но 100.000 поети за промена не е само читање поезија и музички перформанс, туку и малку повеќе од тоа. Тука имаме плакати, тука имаме вклучување на најмалите, овој пат бе од Општинското основно училиште Маршал Тито, ако да се лажам. Апсолутно, да. Значи, 9 години поред, тоа започна како случај на иницијатива првата година, кога требаше да имаме дизајнерско решение, односно плакат за првата манифестација. И тогаш се обратив на неколку другари и не знам дали затоа што можеби за прв пат им се обратив. И тогаш сите на кои ги прашав дали може да ми направат плакат за настанот кој сакам да го организирам, сите ми направија. И уште од првата година решив дека нема да избирам кој е најдобриот плакат за манифестацијата, па така почна и целата идеја, односно повикот за изложбата за дигитални решенија за 100.000 поети за промена. И да, и оваа година имавме 15 дизајнерски решенија од 15 признати македонски дизајнери и она што е многу важно и Мајкл Ротенберг и Тери Керион го нагласи е дека македонската дизајнерска дигитална фела од овде испраќа многу силна визуелна порака широм светот, затоа што знаеш дека луѓето се помалку читаме, се фаќаме на наслови, на неколку зборови, а она што повеќе ни остава впечаток додека вртиме по интернет или по другите социјални мрежи е визуелното. Така да Македонија, да, во овие 9 години направи една убава дигитална архива која се чува во Стенфорд универзитетот со повеќе од 200 визуелни решенија, кои верувал на вистина, затоа што 100.000 кога ќе се напише како бројка, тоа е нумерологијата за цел свет. И нашите постери и нашите дизајни навистина се споделуваат широм светот, а годинава сме среќни да кажеме дека манифестацијата ја направивме во 60 држави, а официјално имавме повеќе од 600 настани. Секоја година манифестацијата има одредена тема, која беше годинава? Годинава се е поврзано со климатските промени, со она што почнува да се случува на Антарктикот, што почнуваат да се разледуваат
Глечери. огромни ледени езера, почнуваат да се разгледуваат глечери кои имаат статуси како што има нашата планина Беласица или Ограждан. И тоа почнува да исчезнува од нашиот атлас. И тоа е многу вознемирувачки. Не знам. Јас, знаеш, во текот на годините сме говорили и за полициската бруталност, сме говорили и за миграциите, и за сиромаштијата, и за геноцидот кој се дешава, и за, не знам, пред неколку години исто така имавме кога убија еден поет во Африка заради тоа што политичка екзекуција и така натаму. Оваа година мислам дека навистина треба да се фокусираме на загадувањето што ни се случува, она што по светот е познато како air pollution factoring damage, што навистина не уништува и тоа што ние како луѓе, колку и некои мали заедници и групи да се обидуваат да ја покреваат свеста за најелементарни работи, како да не фрламе отпадоци, да не се паркираме онаму каде што треба да одат пешаци, да се користат повеќе велосипеди место автомобили и така натаму. Тие се многу елементарни, како што кажав, теми, но годинава ставивме фокус на нив затоа што сметаме дека годинава можеби за прв пат во историјата на планетата Земја ќе го имаме најзагадениот воздух. А она другото за кое спомена е другата иницијатива која исто така ја започнавме на првата посета на Европа на Мајкл и на Тери кога беа во Струмица пред неколку години. Знаеш, тогаш за прв пат ги однесов бевме во основното училиште Маршал Тито. И можеби Маршал Тито е единственото училиште во Струмица кое е мултикулти. Таму имаме и роми, и турци, и македонци, и за нив тоа беше фасцинантно како се случува таа кохезија на младите и тој пристап ни се допадна и минатата година, 2018, официјално започнавме со таа глобална иницијатива која се вика Read a Poem to a Child, односно прочитај песна на дете. Што значи тоа? Тоа не значи дека читањето на литература или на поезија, како што е твојата рубрика секој ден препорачај книга, да кажеме, дека тоа не зависи само од образовниот процес, туку зависи и од тој еден чекор малку поназад, односно дека секој може да прочита некоја песна на дете. И во принцип, дури и најпопуларната поп музика која се случа, е составено од лирикс, од текстови, а самите текстови, и ти си текстописац исто, го знаеш тоа, пред да стане дури и најпопуларната песна во музика и хит, е предходно напишена. Затоа е убаво заради тоа што вика песни, инаку ќе се вика музика само. Затоа е важно и самите родители или било кој таа джендер баланс, размена на интелектуално благо. Секогаш кога можеме да читаме поезија на деца. Затоа со Read a Poem to a Child иницијативата, исто така во петокот бевме во основното училиште Маршал Тито во Струмица. Морам да се заблагодарам на професорите Јасмина Прокојевик, Далибор Плекик и Марија Челебиева, затоа што тие веќе неколку години заедно со нашата иницијатива и со литературната секција од училиштето имаат една група на ученици кои е убаво да се слушне информацијата кога ги прашав од лани до сега кој колку песни напиша и имаше деца кои кажа јас напишав 10, јас 20. Тоа е убаво, тоа е важно. Она што е интересно е дека нели секоја година има одредена тема за кој поетите пишуваат и потоа нивните песни влегуваат во едно вакво издание како сведоштво дека постоела таа и таа девета поред манифестација. Инаку спомените се тие кои остануваат, но ова останува за веки веков, нели, како трајно сведоштво, но еве годинава велите глобални промени, климатски промени, глобално затоплување и така натаму има луѓе кои се за и кои се против таквите нешта, некои велат од секогаш имало такви промени на земјината топка и воопшто во Вселената, заради тоа што, например,
Гренланд, нели, е целиот во бело, меѓутоа самото име кажува дека Гренланд на времето било зелена земја. Како и да е, колку, она што се наметнува како прашање, колку поетите се доволно силни преку поезијата да сменат нешто на таа тема, да кажеме. Колку што и секој индивидуалец е спремен да спаси планетата Земја кога јаде круасан и хартијата од круасанот ја фрли. Така. Затоа реков дека тие работи се навистина. Оти нели идејата на секој поет дури пишува е да го промени светот, така. Почнуваат од индивидуалната промена, од личната промена. Затоа е важно да не ги фрламе отпадоците на улица. Така. Затоа е важно тоа што го чувствуваме да го ставиме на хартија. Затоа е важно тоа што сме го прочитале да го споделиме со некој помлад од нас. Затоа што тоа е таа нишка која полека можеби тој забрзан начин на живење почнува да ја уништува. Затоа се обидуваме со овие иницијативи да се држиме до самата суштина на човеколюбието, на основите на живењето. Така. Поезијата и книжевноста сама по себе е всушност одраз на луѓето кои живеат внатре во нас. Така. Колку подобро живееме внатре во нас, толку подобро ќе пишуваме, толку подобро ќе читаме, толку подобро ќе проведуваме. Добро. 9 манифестации се зад вас. Предпоставувам интенција секоја наредна да биде подобра од претходните, но она што ве очекува веќе следната година е еден голем јубилеј, тоа 10 години 100.000 поети за промена. Предпоставувам дека подготовките за таа манифестација јубилејна започнува веќе следниот ден после 9-тото издание. Апсолутно, веќе го имаме графичкото решение за следната година. Ќе биде на Небојша Бане, еден од најдобрите дизајнери во моментот во Македонија. Веќе се подготвува листата на новите гости од странство. Јас навистина, знаеш, со контекст работиме и досега сме биле домакини и на Јапонија, и на Индија, и на Египет. Да не говорам за европските земји, дека сме ги имале плејада на гости кои ТВ канал ВИС, ти лично и целиот уреднички тим ги покриваме и информираме во градот. И да, тенденција ми е не само моја лична, туку мислам дека тоа би требало да биде и тенденција на градот, дека можеме повеќе. Дека можеме како град да се дружиме со најубавото и најквалитетното. Градот ги има можностите, ние сме овде, сакаме да го споделиме тоа што го знаеме и го живееме надвор од Струмица со луѓето во Струмица. Така да, не само до година, како за 10-то јубилејно издание на 100.000 поети за промена, туку уште за следниот месец сакам да најавам. На 10-ти ќе имаме извонредна можност да имаме книжевна средба со 20 поети од Грција и од Хрватска. На 20 октомври исто така ќе имаме книжевна средба со Дори Двајсман од Израел. Значи, Струмица има можности и има, зошто да не? Да растеме заедно затоа што културата е единствената храна на душата која помага на умот да размислува прогресивно и продуктивно истовремено. Да ја свртиме страницата, последната страница од приказната 100.000 поети за промена, со заклучокот дека имавте уште едно успешно издание на оваа манифестација, се вратиме на Митко Гогов. Последното твое гостување беше веднаш по излегувањето од печат на твојата книга. Во меѓувреме се случи нешто убаво за тебе, а тоа е што таа книга и ти, како нејзин автор, бевте во потесниот избор за наградата на Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата. Какво беше чувството, како поминовте во Струга? Да, знаеш, мене ми е ова втора книга. Така? И јас не влегувам многу амбициозно и тенденциозно во поетските води. И особено ми е важно кога исклучителни автори со кои сум растал и кои до ден денес ги читам, ќе ми пристапат и ќе ми речат дека прочитале дел од стиховите и дека се изненадени од начинот на кој јас создавам поезија. И да, голема работа е да бидеш во
тесна конкуренција за браќа Миладиновци. Честитки до Јовица Ивановски. Тој е автор кој е исклучително важен за македонската современа книжевна поезија. Честитки и до сите останати кои бевме во номинирање, да. Во таа тесна конкуренција за најдобри 5 поетски книги од времето меѓу двете струги, затоа што браќа Миладиновци е награда која се доделува за книги кои се издадени меѓу двете изданија на фестивалот. Да се биде дел од Струшки вечери е ретка прилика. Јас сум веќе неколку години дел од авторите од Македонија кои знаеш минатата година ја добив наградата Енхалон која е за најдобра песна интерпретирана на ноките без пункции. Оваа година исто така бев жири комисија за истата награда. И Струшки вечери на поезија, поети за 100.000 поети за промена. Тие се манифестации кои го одразуваат нашето книжевно перо надвор од светот. Затоа што имаме можност да донесеме луѓе кои имаат директен контакт со нашата поетика. А тоа што другите луѓе од надвор, односно авторите од странство, имаат директен контакт со нашата поезија, тоа е тоа што всушност нас не промовира. И особено сум среќен што го возам тој поетски пат и што читателската публика сака да ја чита мојата поезија, затоа што знаеш, поезијата не е ready-made stuff, не е кинеска индустрија, не е made in China. Ти треба посебно време, посебно внимание, ти треба посебни емоции за да создадеш нешто. И фала му и на Господ на крај крајеви што ми го дава овој живот што го живеам за да бидам тоа што сум и да го пишувам тоа што го пишувам. Овој разговор ќе го емитуваме на 1 октомври, го снимаме ден пред тоа. А 1 октомври е значаен датум поради тоа што годинава се навршува 17 години од смртта на големиот македонски литерат Анте Поповски. Анте Поповски и Митко Гогов поврзан се со нешто што се вика Антево перо. Докај се нештото околу тоа? Да, всушност сум поврзан со двете манифестации кои се востановени во чест на великанот на македонската поезија Анте Поповски. Уште од мал бев врзан со поезијата на Анте Поповски, како што претходно кажав, Господ ги мести нештата во животот, така да имав можност да се запознам и со Анте додека уште беше жив, но исто така и со неговата фамилија и уште повеќе универзумот ми оствари прилика да ги започнам тие две манифестации, односно Антево слово што е за најдобра песна, кој се доделува како дел од манифестацијата Ангело Лавекија во Сицилија и Антево перо која е манифестација за необјавена книга, која ја доделуваме во Македонија. И да, од 4 до 9, до 8, ја имаме второто издание на манифестацијата Антево перо годинава. Годинава добитник на наградата, се извинувам, затоа што имам премногу луѓе, неважно. Манифестацијата ќе се случи од 4 до 8, ќе биде во центарот, во спомен собата на Анте Поповски во Центарот за култура во Ѓорче Петров во Скопје, а 7 и 8 ќе биде во село Лазарополе, односно во родното место на Анте. Добро, и имам уште само едно прашање, заборавили Митко Гогов? Саш Димитровска, тоа ме збуни, значи, она е Александра Димитровска, затоа што е на Фейсбук напишана Саш Димитровска, малку ме збуни. Значи, добитник годинава е Александра Димитровска. И последното мое прашање за овој разговор е, заборавили Митко Гогов на роднокрајните средби? Роднокрајните средби годинава ќе ги направиме, тоа е факт. И ќе ја разбиеме 13-ката.
Така? Тоа е тоа. Добро. Тоа имав да те прашам. Јас ти благодарам за разговорот, ти благодарам што сподели со гледачите импресија од тоа како беше атмосферата на овогодинешните девета поред манифестација 100.000 поети за промена до следниот повод да се гледаме заедно. Фала ти, Георги, како што Данило Коцевски е хроничар на македонскиот живот и историја, ти си така дигитален, телевизиски, медиумски хроничар на се она што се случува. Затоа знаеш да ме ставиш во ситуација да се изгуба меѓу сопствените активности и тоа е важно. Важно е дека во Струмица имаме медиум и имаме човек како тебе што буквално не следи во се она што го работиме и ти благодарам за тоа и за поканата овде. Тебе исто така ти благодарам, до следни срекавања. Почитувани гледачи, тука е крајот на емисијава, се раздалуваме со вас со песната на денот која ви избравте со вашите гласови. Од режијата знаа за која песна станува збор, бидејќи гласањето траеше, дури траеше и овој разговор. Со звуците од оваа песна се раздалуваме и си закажуваме нова средба за утре во 10 часот. До тогаш, довидување.